Дозволете да ви се обратам во оваа прилика за да ви информирам дека јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, како што истакнав и на последната пресконференција на крајот на месец јуни, продолжи да работи на досега отворените и во континуитет отвара и нови предистражни постапки, се работи на отворените истраги, како и на преслушување и обработка на материјалите со кои располага ова јавно обвинителство, при што се издвојуваат приватните разговори, а акцент се става на детектирање на можните криминални активности, имајќи ги предвид, како и досега, законските одредби и јавниот интерес на Република Македонија. И во оваа прилика би сакала да истакнам дека законскиот мандат на специјалното јавно обвинителство не е изминат и од тие причини изразуваме уверување дека ќе се преземат мерки за целосна имплементација на стратегијата за реформа на правосудниот сектор усвоена од владата на Република Македонија во пракса и дека во најскоро време и ова јавно обвинителство ќе постапува согласно роковите предвидени во Законот за кривична постапка и Кривичниот законник на Република Македонија, што е неопходно потребно и за ова јавно обвинителство во функција на успешно остварување на неговата основна цел и мисија. Во оваа насока се надеваме дека ќе бидат донесени соодветни законски решенија, особено за реализација на целта предвидена во стратегијата со која се овозможуваат услови по изменување на мандатот пропишан со законот во 2020 година, ова јавно обвинителство да се трансформира и припои кон јавното обвинителство на Република Македонија како самостојна институција во постапување по делата од негова надлежност и гонење на кривични дела од корупција од висок профил. Доколку од страна на надлежните институции во рамки на траењето на законскиот мандат на специјалното јавно обвинителство се изнајде решение за начинот на кој ова јавно обвинителство ќе поднесува обвиненија до судовите, верувам дека од наша страна ќе се поднесат и други обвиненија и дека ќе има можност јас и обвинителите во специјалното јавно обвинителство истите да ги застапуваме согласно нашата законска надлежност пред судовите на Република Македонија. Она што беше уште една потврда на нашата работа во изминатиот период е и судската пракса, воспоставена со решенијата на Апелациониот суд Скопје, со кое е потврдено дека снимките кои произлегуваат од незаконското следење на комуникациите со донесување на Законот за специјалното јавно обвинителство се дел од правниот поредок на Република Македонија и како такви представуваат доказ во судските постапки. При тоа, одобрувањето на најголемиот број поднесени обвиненија, ценејќи ги сеопфатните материјални и вербални докази, обезбедени од наша страна, за кои се веќе закажани и започнати рочишта од страна на судот, ја покажуваат оправданоста од поднесените обвиненија. Имајќи го во предвид наведеново, очекувам дека и во престојниот период од страна на судот ќе се ценат доказите поднесени во прилог на обвиненијата и дека ќе бидат потврдени и преостанатите неколку обвиненија, со што во целост ќе се овозможат услови во соодветни судски постапки да докажеме дека обвинетите ги сториле кривичните дела кои им се ставаат на товар. Во периодот што следи, покрај тековната работа, специјалното јавно обвинителство подготвува правилник и други акти за формирање на истражителски центар, кој во целиот изменат период веќе неформално постои и успешно функционира во ова јавно обвинителство, а во исто време, постапувајќи согласно законската обврска, се изготвува и правилник и процедура за примена на измените на Законот за заштитени сведоци, кој е веќе во собраниска процедура. Би сакала да ја информирам јавноста дека во изминатиот период се превземени предистражните предмети од основното јавно обвинителство Скопје, од основното јавно обвинителство за организиран криминал и
корупција Скопје, и тоа предметите Скопје 2014, Актор и незаконската дивоградба за објектот Космос. За истите, во рамките на законскиот рок од 8 дена, се донесени решенија за воспоставување на наша надлежност и истите се припоени или се отворени нови предистражни постапки кои се водат во ова јавно обвинителство. Сметам дека во овој период, додека не е донесено соодветно решение за членот 22 од Законот за специјално јавно обвинителство, представува наша законска обврска да продолжиме со работа и да отвараме нови предистраги и истраги, а за кои се превземаат соодветни законски действија. Ова јавно обвинителство несомнено представува дел од правосудниот систем на Република Македонија, па оттука, согледувајќи ја потребата да дадеме придонес во изнаоѓање на решенија со кои ќе се овозможи во цело владење на правото во Република Македонија, јас како и обвинителите во ова јавно обвинителство активно учествуваме во работната група формирана од Министерството за правда за изготвување на законите од казнено-правната област согласно стратегијата за реформа на правосудниот сектор, а чија крајна цел представува надменување на утврдените недостатоци и создавање независно, отчетно, професионално и ефикасно правосудство. На денешнава пресконференција информираме за отварање на 7 нови истраги. По повеќе месечни обсежни предистражни действија донесов наредби за спроведување на истражни постапки против повеќе лица, вкупно 17, во кои се товара за сторени кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување за измама во службата, како и за други кривични дела.